Собирањето и депонирањето на опасните материи и материјали представува еден од најтешките и најголеми проблеми на нашата цивилизација во целиот свет, па и кај нас во Социјалистичка република Македонија, како од комунален аспект, еколошки, санитарно-епидемиолошки, технолошки, урбанистички, градежен, хидролошки и енергетски. Со се понезапирливиот пораст на жителите, урбанизацијата и индустриализацијата, се повеќе се зголемуваат и отпадните материи и материјали од кожарската и крзнарската индустрија, експлоатацијата на рудниците и сепарациите, текстилната, металопреработувачката, хемиската индустрија и другите дејности. На овој проблем ја посветуваме и оваа емисија како скромен прилог за зачувувањето на нашата човекова околина. Сегашниот развој на индустријата на нашата република воопшто, а посебно во развојот на хемиската индустрија, металопреработувачката и металната индустрија, покарај другите отпадоци се создава и опасни отровни материи. Во досегашниот развој проблемот со решенијата на овие опасни отровни материи беа исклучиво проблем на решавање на самите организации на Сдружениот труд. Денес сме во фаза кога имаме поголеми количини на овие материи и овај проблем станува и поголем и бара по општествување на некој начин и по општествено решавање. Во таа смисла беше и покрената иницијативата за изработка односно изградба на една депонија за опасни отровни материи. Иницијативата по стварност е заедничка иницијатива на во прв ред организациите на Сдружениот труд, во чиј процес на производство се создаваат вакви материи, а после и на Советот за заштита на човекова средина на СР Македонија и на сите заинтересирани и надлежни органи на управата и организации. Таа иницијатива дојде и до Советот, односно до извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија. Ние во ОХИС согледавме овој проблем уште пред неколку години и благовремено покренавме акција кај надлежните органи во градот за да обезбедиме локација за такви материи кои, како што знаете, не смеа да се депонираат на нормални градски депонии за градски смет. Решение не успеавме да најдеме, не поради повеќе причини, али една од основни е да таква депонија не би требало да се гради на секое место и секаде, да она треба да има точно определено место. Поради тоа сметавме да покренеме акција за да се гради само една депонија на ниво на република, што сметаме да е и од економски аспект исправно и од еколошки аспект. Ние покренавме една акција во Советот за заштита на човекова средина на СРМ, каде најдовме на разбирање и тогаш е формирана една работна група која има изготвено материјал, кој е усвоен на председателството и сега оди во понатамошно реализирање на тој програм, каде е предложено од таа работна група да се изгради само една депонија за опасни материи во Македонија, поради повеќе причини, а една од основните е и таа дека ние сме во трусно подрачје и да опасните материи во такво подрачје мора да бидат под стална стручна контрола и на едно место. Мислам, тоа е овака основно што доведе до покренување на таква една акција. Скопје е голема населба и голем индустријски центар на Социјалистичка република Македонија. А интересно е да чуеме колкави количества отпадни материи и како вид вакви отпадни материи се собират во депонијата на град Скопје. Другар Дедов, кои се најчесто материи се собират во депонијата и каква е депонијата на град Скопје? Да ви одговорам.
Купно дневната количина на đubrето, koje se iznесува od podračето на градот, изнесува 1830 метра кубни, односно 572.638 метра кубни годишно, што по жител изнесува 361 кг. Содржината на đubrето, која се изнесува од подрачјето на градот, содржи органски отпадоци, индустријски отпадоци, течни и полутечни отпадоци, отровни материи, пестициди и друго. Меѓутоа, посебен проблем за депонирањето на đubrето се специјални отпадоци. За овие специјални отпадоци немаме увид за видот и количината на đubrето кој се изнесува. На специјални отпадоци, опасни материи. Да, специјални отпадоци кои се опасни материи. Во овие специјални отпадоци спаѓаат отпадоци, отровни отпадоци, експлозивни и радиоактивни отпадоци и други. И поред одреден третман, во колку имаат одреден третман на ниво на град, овие кои ги создаваат, тие се многу штетни материи и тоа може да предизвикаат огромни штети за околината, почвата, воздухот, водата и здравјето на луѓето. Кожарата Гоце Делчев од Скопје, овде во градската депонија крај Вардар ги расфрлува опасните отпадни материјали. Прашањето сме го поставиле и го анализираме внатре во Организацијата на Сдружениот која се бави со оваа проблематика. Поставено пред комитетот, градскиот комитет за комунални работи и сообраќај, тоа значи да веќе се преземени мерки за решавање. Меѓутоа, ова прашање треба да се реши на ниво на Републиката. Има ли случај познат во поблиската историја за штетното влијание на ваквите опасни материи кога се меша заедно со секојдневниот смет и отпад? Како да нема, има и тоа, можеме Некој пример? Пример, да речеме, во Југославија имаме таков, во Јапан имаме такви, во Југославија, пример во Сарајево, не знам тоа точно да ви кажам кој датум беше, меѓутоа имаме експлозија од создавање на овие гасовите кои се предизвикуваат во самата, од ферментацијата на đubrето кој се создава гасови и при се создаваат експлозии. Има материи, и тоа експлозивни, било или самосагоревајучи материи, кои при самосагоревањето создаваат огромни температури, развиваат температура изнад 120 степени. Према тоа и при таква температура, ако имаме и експлозивни материјали, тоа значи може да дојде до експлозии, ако имаме такви експлозии. Тешки последици. Тешки последици, да. А овие тешки и гнасни води што се вливаат во Вардар се отпадните води од Скопската железарница. Вие сте воедно и раководител на групата за екологија при вашата работна организација ОХИС. А ОХИС е една од нашите најголеми хемиски индустрии. И ве молам, каква е состојбата во вашата работна организација за зачувување на човековата околина од загадување со овие опасни материи и материјали? Па видите, ОХИС своевремено уште има согледано потреба од заштите на човекова средина и уште пред 10 години има формирана група за која се бави само со заштита на човекова средина од аспект на пречистување на отпадните води, со чврсти материи и за пречистување на гасови. Таа група има изготвено сите материјали, дадено определени решенија, така да мислам да ОХИС е свестен за оноа што треба да направи за една пошироката друштвена заедница во која е он лоциран и во која се наоѓа, да не дозволи било какви штетни последици на таа околина. Во таа смисла вие имате изградено еден систем за прочистување на отпадните води. Да, имаме изградено и еден депонирање на материјалите опасни. Имаме изградено еден систем за пречистување на отпадни води и засега тоа се само отпадни води од Хемтекс. Меѓутоа, моментално е во градба
jedna golema prečistiteljna stanica za otpadni vodi, koja treba da opfati otpadnite vodi od Ohis. Vo Ohis je izgradeno ušte i nekoliko pomali objekti, tamo kada se stvara zagaduvanje, a ono ne može da se transportira, imame napravljeno pokraj nekoliko pogoni i takav mali objekti koji sobiraju, recimo kako što se masla ili deterđenti ili suspendirani nekoj materiji. Ne postoji industrija, ne samo hemijska, nego i bilo koja druga industrija koja nema otpadni materijali koji se opasni po okolina i koji ne bi trebalo da se deponirati na jedna specijalna deponija. Vo takvo jedno svetlo onda sigurno da i Ohis ima takvi materiji i ambalaža i hemikaliji. Na krajišta znajete samo nekogaš i hemikalije od laboratorija koji kako uzorci stoje, a treba da se odstranat, pa je problem ako su oni opasni, toksični, kada da se frlate. Predstavlja problem ove materiji jako malo. Pa sekako da predstavlja, zato što kaj toksični materiji mala količina je, može da bude opasna za jedna poširoki odbroj na luđe. Очигледно дека имате богато искуство и во рамките на вашата работна организација. Нудите ли некакво решение, некаков предлог за разрешување на овај сложен проблем? Pa vidite, rešenje jedno generalno sekako da ne postoji s ogleda kad se raboti za otpadni vodi, za čvrsti materiji, čvrsti otpadoci i za gasovi. Međutim, nije smetame u Ohis da je sega u ovoj moment bitno da se reša prašanje na deponija za opasni materiji, a potom i prečistuvanje na otpadnite vodi. Što nije u Ohis prevzemo merki, bar što se tiče na ova za prečistuvanje na otpadni vodi. Во смисол само на вашата работна организација или пошире? Pa сега сме ние само на ниво на нашата работна организација. Меѓутоа сметаме да би таа станица со време можела да се прошири и за пречистување на отпадните води од други индустрии во Скопје, како и на мислам санитарните отпадни води од град Скопје или фекалните отпадни води како кои ги наречуваате. Така да би со проширување možda u Skopje je bilo najekonomično da to bude jedna takva golema stanica za tretman na otpadnite vodi. To je podobro i od gradežnite raboti i od stručno vodenje na toj proces, tako da možda bi trebalo da se razmislila na nivo na grad za ukrupnuvanje na ta stanica da ona prerasne vo jedan pogolem objekt koji bi opvatil prečistovanje na svite otpadne vodi od Skopje. Često pati ovije otpadočni materijali se ili vo tečna sostojba, kako otpadni vodi, ili pak se vo čvrsta ili prašinasta ili čvrsti otpadoci. Pokraj ovoj način na zagaduvanje so direktno ispuštanje na otpadnite vodi vo vodotecite bez prethodno prečistuvanje ili delomno prečistuvanje, golem pridonес кон заgadувањето на водите се врши и по пат на депониите од отпадочен материјал. Ваквите депонии кои се изградени на и недобро обезбедени од атмосферските влијанија и уште ако се тие поставени на водопропусни земјишта, често пати со испирање на дождовницата и со инфилтрирање на вака растворените токсични материи по површинско сливање или пак со подземно оттечување, пак доваѓаат и ги загадуваат реките. Кога една ваква депонија која се наоѓаше на левиот брег од реката Вардар да биде расчистена и последица на едно вакво расчистување на една ваква депонија е општ помор на рибите на потес од 20 до 30 км низводно од Гостива. Широк е списокот на опасните материи кои се евидентирани во законската регулатива и за кои дадени се нормативи за нивното
дозволено присуство во водите согласно на категоризацијата на водотеците. Сега моментално на инструментов се поставени 4 лампи, се испитуваат 4 параметри, тоа е калциумот, железото, манганот и кадмиумот. Бројката негде е околу 230 вакви елементи, меѓутоа ги испитуваме сите оние кои се очекуваат да се јават во нашите водотеци. Од досегашните наши испитувања, од време на време, особено низводно од градските населби и од испуштањата на отпадните води, се јавува повремено зголемување на концентрацијата на овие штетни и опасни материи. Посебна една опасност за Загадување. за загадувањето на водите представуваат опасните материи или како ги викаат посебните отпадоци од индустријата и другите активности на човекот, кои ги директно загадуваат подземните води, оние води кои првенствено се користат за водоснабдување на населението за со вода за пиење. Во тие рамки и акцијата што се води заради обезбедување на една централна депонија за депонирањето на посебните отпадоци, ќе допринесе да и на ова поле се приде да се покуша да се и овде спречи понатамошното загадување на подземните води. Законот за водите, кој е исклучен во 1981 година, го регулира и прашањето на заштитата на водите од загадување. Во тоа поглавје за заштитата на водите од загадување има одредби и забрана депонирање на опасни и штетни материи на места од каде може да се врши загадување на водите. Понатаму предвидено е да Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску го уреди депонирањето на тие опасни материи. Во досегашните напори на комитетот имаше доста напори да се донесе таков норматив за депонирањето на опасните материи, меѓутоа заради недостаток на поопсежни испитувања за местото и количината и квалитетот на тие опасни материи, не е можно декларативно да се донесе пропис, ами тоа е потребно да се донесе пропис након изработка на една студија што ќе го разработи овој проблем, а потоа да се донесат конкретни нормативи кој како да се однесува за депонирањето на тие опасни материи. Нашиот комитет веднаш од првиот момент поздрави иницијативата за изработка на студијата за депонија на опасни материи и активно е вклучен во сите мерки што се за нејна реализација и ќе настојува и понатаму активно да работи да што поскоро депонијата се изгради и да почнат оние опасни материи стварно кои ни ги загадуваат водите да бидат депонирани тамо кај што им спаѓа.